Нов ден, нов скандал. Во последниот Лидија Димова, екс-пратеничката од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, набавила 2 автомобили во вредност од неверојатни скоро 90.000 евра, како директорка на Агенцијата за европски образовни програми и мобилност. Според истражувањата на Центарот за граѓански комуникации во 2018 година, возниот парк на агенцијата, која ја води Димова, била подновена со Volkswagen Passat во вредност од над 45.000 евра, како и Volkswagen Tiguan во вредност од над 43.500 евра. Скандалите со трошењето на европските пари од страна на Димова будно ги следи и Европската комисија. Алфа побара став од таму, што имаат намера тие да превземат. Она за што можам да ви информирам во оваа фаза е дека комисијата е запознаена со овие тврдења во врска со спроведувањето на програмата Erasmus+. Сите такви обвинувања се следат и каде што е вклучено финансирање од Европската Унија, нерегуларните трошоци ќе бидат идентификувани и вратени. Комисијата не може да дава детали додека трае процесот на следење. Предходно Димова одобрила над 83.000 евра за тренирање хрватско магаре или пицанер на Средно земјоделско училиште од Кавадарци. На социјалните мрежи се споделуваат фотографии од директорот на училиштето Горан Велковски, брат на пратеникот на СДСМ Диме Велковски, со заев. Побаравме коментар директно од директорот, но до овие вести молк. Дополнително се споделуваат информации за поделена сума од 54.000 евра за обука за гостопримство на Кипар. Димова деновиве е најповикувана за делење европски пари на фризерница за обуки кои немаат никаква врска со фризерската дејност во вредност од 270.000 евра на име грантови за едукација. Премиерот вчера ги повика институциите да истражат што правела Димова.